Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за респираторни инфекции во зима. Ќе ги опфатиме и горните и надолните дишни патишта, кои се најчестите, кои вируси циркулираат во овој период, зашто зимата е поголем ризик за дишните патишта, но и ред други нешта кои што значат и превенција и совети како да се заштитиме и како полесно да ги поминеме овие респираторни инфекции. На оваа тема разговараме со доцент доктор Маријан Баловски, специјалист интернист, субспецијалист пулмолерголог од Градската општа болница 8 септември. Добро утро, доктор Маријан, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Голем поздрав до гледачите на Фактор здравје. Да, зборуваме за нешто што навистина е актуелно во овој период. Зимата и за неколку дена и календарски ќе ни пристигне. Досега велевме есенско-зимскиот период. Зошто зимата носи поголем ризик за дишните патишта и горниот и долниот дел на дишното стебло? Ризиците се почести, бидејќи прво се температурите пониски во зимниот период и ниските температури знаеме дека влијаат негативно. Го сушат дишниот епител, понатаму прават дополнително, да кажам, стрес еден, кој што станува поподложен човекот за да биде, да кажам, афектиран од некој респираторен ефект. Втора ситуација, загадувањето на воздухот ради влажноста, дефинитивно посебно во градовите е поголема концентрацијата на оние PM частички, се наскоро ќе слушнеме колку нели и повеќе кратно отколку во летниот период. Дополнително прави оксидативен стрес и ја намалува одбранбената моќ на организмот. И трето, не исто така за потценување начинот на собирање на луѓето ради студот. Повеќе сме нели собрани внатре во просториите каде што живееме или каде што престуваме, каде што пазариме. Дали се тоа големите трговски центри, дали се тоа кафулињата, дали се тоа домовите, повеќе за собирањето ние во внатрешен простор и доволно да има еден човек кој што има горно респираторна и долна респираторна инфекција преку кашлица да зарази голем број нели на луѓе. Така да од еден период на иако да надополнам и есента и континуирано преку цела година ради природата на предизвикувачот, ги има голем број предизвикувачи кои што прават респираторни инфекции. Полни се амбулантите уште и од, да кажам, раната есен на сам почеток некаде крај на лето со знаци на респираторни инфекции, но веќе сега се повеќе и повеќе зачестува, бидејќи како календарски се приближуваме кон почеток на зимата, веќе грипот на големо има доста случаеви, но веќе на големо чука на врати, неговиот пик се рачуна да биде некаде јануари месец, нели отприлика за месец дена од сега. Респираторни инфекции се најчесто предизвикувачи на причина за посета на семејните лекари на светско ниво, така да секоја сезона ноди дури над милиарда луѓе заболени актуелно во период и кога сме надвор од некои се епидемиски, да кажам, ширење на соодветни предизвикувачи. Знаеме нели за епидемиската појава на грипот, кој што некои години знае да направи дури и пандемија, што значи цела планета малтена да офаде, како што беше и пандемијата со SARS-CoV-2 нели инфекцијата, кај што буквално цела планета беше фатена, независно од временската зона во која што се наоѓа, дали се работи за северна или јужна полутопка. И една најчести причини за посета на семејните лекари, а понатаму ако нели знаат да комплицираат, бидејќи не е исто да една обична настинка која што најчесто предизвикуваат риновирусите, кај луѓе кои што немаат астма, кои што немаат хоп, кои што се здрави, ќе помине малтене со нели сосема лесни продромални знаци или да. Или ако се работи например за луѓе кои што имаат астма, хоп, срцева слабост, шеќерна болест или кои што се мали дечиња, например респираторен синцитијален вирус ги многу зафаќа малите дечиња до првата година од животот и понатаму нели својот пик исто така повторно тој вирус многу лош, односно прави сериозна клиничка слика кај луѓе кои се постари, на 65 годишна возраст. Така да се е индивидуално состојбата на домаќинот, вирулентноста на самиот предизвикувач, условите во кои што нели се наоѓа кондицијата на организмот, имунитетот како секој индивидуата, да. Така да стресот како фактор кој што и така како нели делува на нашиот имун одговор, навистина се големи причини и можеме да поминеме од ситуација без симптоми до сериозна ситуација која ќе се зафатат нели алвеолите, ќе се зафатат интерстицијум на белите дробови, односно ќе се развие една пневмонија која ќе биде
тешка за лекување и најчесто тие болни ќе мора дори да ги хоспитализираме, а некои нив дори да бидат и трансферирани на одделите за интензивна нега ради тешката клиничка состојба. Така, пневмонијата па може да си остави и траги за понатаму во животот, нели, на Така, дишното така. стебло, затоа да гледаме да не дојдеме до тие компликации. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доцент доктор Маријан Баловски, специјалист интернист, субспецијалист пулмоалерголог од градската општа болница 8 септември, зборуваме за респираторните инфекции во зимскиот период и ќе почнеме, доктор Маријан, со ред, така од горните за да дојдеме и до долните респираторни инфекции. Што? Со носот прво? Да. Да. Почнуваме, нели, да дишаме преку носот. Иако се зборуваме за едно дишно стебло, носот буквално е најсторениот дел од дишното стебло, преку кој што освен воздухот несуваме и вируси или бактерии или други предизвикувачи габични инфекции кои се многу ретки за, да кажам, за горна респираторно и тие се сретнуваат посебно ако имуносупримирани лица. Најчесто се вирусните инфекции и најчесто процентуално се семејство на вируси со голем број на серотипови од рино вируси, така наречени, мада имаме и овој период имаме и вирусот на грипот, имаме параинфлуенцата, имаме коксаки вируси, имаме аденовируси, респираторни синцетирани множество други вируси и бактерии, меѓу кои што најчесто се септококите, понатаму стафилококите, понатаму се наоѓаат хемофилус инфлуенца, мораксела, катаралис и голем број други на бактерии. Најчест предизвикувач на ринитот, односно обична настинка е риновирусот. Интересно е што кај луѓе кои што се здрави, многу малку кај мала популација создава некоја температура која што е лесна, со секрет кој што е белуслав и со, да кажам, најчесто поминува спонтано или може да направи, ако е поизразена инфекцијата, сепак има соодветни серотипови кои што можат да направат поголема инфламација, поголемо воспаление на носните ходници, да ги буквално, нели, подзатворат оние отвори на синусите, максиларните, фронталните, етмоидните синуси и да се случи, значи, компликација со синузитис, дури секогаш одат едно по друго. Риносинузит знаеме, да кажеме, често ринитот поминува во риносинузит. Од X причини е, и штом се, значи, случи риносинузитот, она нормален епителиум, нормалната секреција која што има во синусот, бидејќи не може да се издренира во носната празнина, се негативизира притисакот, веќе почнува да се јавува она лицева болка, која што пациентите на допир ја чувствуваат, или челна болка кога се зафатени фронталните синуси, или ако се зафатени етмоидните синуси, нели буквално, нели, болка на коренот на носот, се чувствува исто така некош поради близината на очите и близината на, нели, на созните канали, се случува да имаме и појава на очни симптоми, со, нели, црвенење, чешање на очите понекогаш и губиток на чувството на мирис ако тоа воспаление е поизразено и она секреција која што, да кажам, била бистра, веќе сега добива една густа и обојана содржина, бидејќи веќе се прво накалемуваат и бактериите кои што нормално живеат во носот и кои што се тие можеби штетни, но во една нормална равнотежа не прават штета и веќе почнува и на секреција која што знае да го затне носот или да имаме сливање на секретот, нели, посебно кога лежиме и кога утрото се будиме, таа тежина е чувствуваме поголема, кога веќе почнуваме да го искашлуваме и веќе прави дразба и на голтникот, на фарингсот и понатаму, нели, на трахејата и на долното, на ларингсот и на, нели, на трахејата и долното дишно стебло. Тогаш кашламе за да го исфрлиме. Дефинитивно се слива, значи, наделу, а буквално она чувство на постојано, нели, шмркање, затнатост на носот, дефинитивно, нели, дава и на пречка дополнителна, и на тежина во лицевата регија, невозможно да се диши преку носот. Ако не се диши преку носот, воздухот поминува ладен и директно преку устата, дополнително го слушаме и грлото, значи, и голтникот, и трахејата, значи поминува воздухот ладен, не прочистен, бидејќи носот има прочистувачка функција,
со големиот број на трепки и слуста што тие создаваат, нели, со целиите, најголем број од патогените предизвикувачи се задржува буквално во носот и се одлива буквално, нели, надвор во наша средина. Сега кога ние користиме устата, го губиме тој ефект. И самото вдишување на ладен, непрочистен воздух делува лошо на дишниот епител. Се почнува преку епителот. И интересно за овие вируси тоа што не прават штета како што прави, да кажам, вирусот на грип, кој што буквално го соголува респираторниот епител до базата, до темелот, до базалната мембрана. Туку најчесто ја ги неспособуваат цилиите, оние трепки, као влакенца, да го чистат, нели, да прават убав клиренс на нечистотиите од носот и затоа полесно се случуваат задршка на тој секрет и на тој задржан секрет да се накалемат бактериски инфекции. Но ако се работи за пациент кој што има астма, кој што има хронично обструктивна белодробна болест, риновирусот, и како знае да ја екзастербира, односно да ја влоши болеста, бидејќи кај самите луѓе кои што имаат хронични болести, ги спомнав, нели, од да кажам мојата специјалност, прво кај нив е нарушена продукцијата на одбрамбени материи кои што ги создава клетката во, нели, кога ќе дојде во контакт со вирусот, а дополнително значи се создава едно воспаление на самото тело кое што поттикнува оние клетки кои што се вклучени во воспалението хронично како што е астма или како што е ХОП, да ги влоши симптомите на луѓето кои што ги имаат овие заболувања и нечесто се едни од најчести предизвикувачи на сериозни екзасербации кои што знаеме, нели, и нечесто да ги завршиме со хоспитално лекување. Затоа велиме секогаш да бидат повнимателни, односно претходно превентивно да го подготват организмот. Само имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што ме вклучите. Сакам да поставам едно прашање Повелете. за докторот. Мене ретко ми се случува носот да ми тече и така да треба да го пришам. Меѓутоа, често пак ми се случува така шлајм да ми дојде во грлото, па да треба било каде кога да сум да плукнам или ете, ако нема каде како да го голтнам, што ми е непријатно, да речеме. Меѓутоа, ме загрижуваше на сабајле кој ќе станам, тој шлајм е по-згуснат така и има темна боја, така кафеава. Сега, дали тоа има врска нешто со запите или не знам од што е дали се бојата пушач? на шлајмот и од неколку пати треба така подлабоко не да искажлам, туку едноставно да се опитам да го исфрлам тој шлајм и во текот на денот се е нормално ако ми дојде, така тоа е чисто бел шлајм. Доктор Маријан прашува дали пушите цигари? Не. А дали во во континуитет колку временски период се случува тоа, дали е подолго, може би повеќе месеци и неколку пати во годината или само чат пат понекогаш? По чат пат понекогаш. Така, не треба Или да ве загрижи. ноќе на перница, така да ми се направи некое кафеаво крупче, ако сум со отворена уста, ако спијам. Добро, еве, препорака со ве дали треба нешто да се направи, Само преглед и следување. хидрирање доволно, бидејќи понекогаш ние сме свесни што се не вдишуваме и дишниот систем мора да се, дишните цевки да се исчистат. Значи понекогаш искашлување на пообоен искашлук без други симптоми и не трае во континуитет повеќе месеци во годината или се повторува, воопшто не треба да се загрижува, бидејќи нели самите нечистоти кои што ги вдишуваме, самата прашина која што ја вдишуваме, нормално мора со активноста на респираторниот епител и предсонија клетки и создавањето на таа слуз, на собраната слуз да телото механички ја исчисти и иако на ја искашлува, сепак тоа е најчесто од горно-респираторниот дел, кој што се слеал во тек на ноќта, се не собрала една количина, и мора да се искашта да не дојде во долното дишно стебло оваа нечистотија која што има во нејзин состав се. Реакција на организмот како резултат на нечистотијата, слуста ја создава самото тело, затоа апелирам на доволно хидрирање во зимските месеци и она се што е цврсто, а исто ќе има и некоја бактеричка и некој вирус залепено, освен PM частички ќе има полени, ќе има секакви загадувања кои што се
ги има во воздухот. Така, да. Но и секогаш кога имаме некоја дилема, така матичните лекари ни се тука, Апсолутно, секогаш кога одиме кај нив прво апсолутно. нели пробуваат така, односно го прават прегледот со дишењето, ама сега во овој период ако се полни амбулантите со болни пациенти, така нека почекаат ако не е ситуацијата за се одење. симптомите изразени со висока температура, со треска, кој што нели знае да даде и голема продукција на искаштол кој што нели знае да биде и обоен и да даде дополнителни потешкоти. Инаку ринитите се комплицираат, спомнавме со синузити. Но исто така знаат да се комплицираат заедно да направат и отити воспаление на внатрешно уво. Посебно е тоа тешко за малите дечиња. Исто значи предизвикувачи вируси, но исто така предизвикувачи и бактерии, а исто така синусите може да направат компликации сериозни, одредени синуси, бидејќи се во контакт преку одредени празнини и со мозокот, па да доведат до воспаление и на мозокот или до тромбози на мозочни артерии. Така да воопшто мозочни венски садови. Така да воопшто не се безазлени. Така да треба да се внимава или да се стават сите синуси кога зборуваме за еден пансинуситис кој што навистина треба да го лекуваме и повеќе долго време и со антибиотици, и со деконgeстанти, и со антиинфламаторна терапија, а некогаш дори да ускокне и колега од хирург орала специјалист кој што треба да направи на некој начин да олесни со соодветни хируршки интервенции кои се мали, но сепак долесни дренирање на таа содржина, бидејќи може да направи сериозни компликации кои што даваат репрекусија сериозна врз здравието. Така да овие шуплини кои што еволутивно се создадени можеби со цел да намала тежината на да кажам на самото лице, тие се шуплини полни со воздух кој што создаваат истовремено свој секрет кој што мора да биде ностоп нели со отворите пролни, а отворите се сливаат во носот, така да често да кажам затварање на тие отвори од инфламација од било каков тип еви јасмата, ринитот, ако не се лекува алергиски дермитис или неалергиски дермитис, ќе ги затвори овие отвори и тие се во хронична состојба потоа преминува, така и на синуси дефинитивно. Така, често знаат само да кажат имам проблем со синусите, ама некако периодот кога ќе се влошува состојбата, така пробуваат нешто да ублажат, па повторно останува истиот проблем. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Да го прашам докторот, значи имам проблем, а и не знам што е тоа. Кога бев млада имав проблем со синусите и така ги лекував и после тоа го снема тоа воспаление, да речам. И сега на стари години ми се случува, докторе, да ме болат, како ќе речем, вегите ме болат, значи синусите ме болеа помеѓу вегите, а сега ме болат буквално под вегите, значи толку јаки болки имам, да речеме 2 дена, ставам топло, ги масирам, стискам, толку се јаки болки. И после како ништо да не било ги снемува. Што е тоа? Чудно нешто, нели? А инаку за една пријателка исто да ве прашам, многу сум загрижена, она така незаинтересирана, исто како мене возрастна жена, значи кога зборуваме на телефон, докторе, она нејзе и свират градите, таа вика дека не го приметува тоа, ама јас го приметувам на слушалка. Значи многу и свират. Плукаш, лаем и толку незаинтересирана сега ве слуша, да се заинтересира, значи нели треба да се обрати кај вас, зошто толку свират градите. Значи треба да се обрати и да побара лекарски преглед, Па затоа се јави за да слушне она дека е загрижувачки, не е тек така, ништо не ми е, вика ти така му даваш акцент. Но така, да, ви благодариме, еве ќе одговориме и за она што вие го имате како проблем, но и за пријателка. Најчесто се работи за фронтални синуси, фронтални синуситис и без разлика што е меѓу вегите, бидејќи тие се распространати нели во челото, челната регија, доаѓаат во контакт и со нели горниот дел на да кажам на очните орбити, како што максиларните синуси доаѓаат во долниот дел со нели очната орбита каде што е сместена. Исто тука се етмоидните синуси, честото мастирање или затоплување, како што кажа, некато возможува механички и со топлината физички да се тој секрет лесно исцеди, затоа и симптомите на некој начин нели се олеснуваат, а веќе пријатели се познаваат, нели на мака човек кога има, дефинитивно се согласувам со господјата дека треба другиот пациент да се јави на лекар, бидејќи самиот краток здив кој што паузите што ги прави при зборување, ако може да се слушне дури нели тоа свиркање на телефонска слушалка,
треба да се прифаќаат, значи не само за астмата, не само за хобот, не само за било која болест. Не треба да ги игнорираме симптомите. Ништо е една информација од гледачите што се споделам на моите пациенти, велат одеднаш ми се случи, ништо одеднаш не се случува, се има свој тек. Телото праќа сигнали. И не треба на сигналите да се плашиме и на болеста, не да Боже, ама факт е дека додека е жив човек има проблеми, не може да биде без проблеми. Но кога ќе сватиме дека имаме некаков проблем, кога ќе го прифатиме тој проблем, верувајте, многу е полесно да се справиме со компликациите од тој проблем, да не му дозволиме да расте, да го прифатиме како дел од нас, од нашето битие, некако непријател да гледаме кон него. Да се обратиме до семејниот лекар, понатаму тој ќе го упати до соодветниот специјалист, ќе даде терапија. И апелирам, без разлика за какво заболување се работи, дали се работи за белодробно, ние најчесто даваме терапија која што во облик на разни типови на инхалери. Ако има потреба висок крвен притисок, значи се пијат таблетки, земајте ги лековите. Немате несакани ефекти од лековите толку сериозни. Имате несакани ефекти од болеста, ако не ја третирате. Болеста е таа што ви ги дава симптомите, болеста е таа, а симптомите се затоа што го штитува ткивото, го штитува организмот. Апелирам, не игнорирајте и не се плашете. Било каков проблем да постои здравствен, за се има добра контрола на болеста. Можеби нема излекување. Да речеме настинките самите од себе ќе поминат и без терапија. 7-8 дена, но имаме добра контрола на болест. Ако имаме добра контрола на болест, нема да ги трпиме последиците кои се сериозни и на хипертензијата, и на шеќерната болест, и на астмата, и на хроничната обструктивна белодробна болест. Буквално ќе го успориме токот на појава на компликации кои што ке голем број на индивидуи нема ни да настанат доколку болестите не би ги лекувале. Ака и некого пак може да направат сериозни последици по здравјето. Кои што да го загрозат буквално самиот живот. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму со разговорот. Продолжуваме со разговорот понатаму. Да, споменавме за синузитот, за се почнува од носот. Така дали ќе биде затнат, дали ќе тече, ама некогаш кај некого може да биде проследен и со болка во грлото или знаат да се пожалат, го чувствувам некако како отечено или малку гребе или малку боли. Тоа веќе се фарингетиси кои што веќе се гледа црвен едематозен фарингс кој што ради таа инфламација која што телото се обидува пак да ја сопре, најчесто страда оној дел од устата, устниот фарингс, орофарингс, и се гледа тоа буквално ислевање на секретчен, тие налепи, црвен фарингс, кој што најчесто се комплицира со бактериска инфекција, а пред него најчесто тонзилите, односно крвниците знаат да направат такви тонзилити, посебно се сериозни ако има бактериска причина, но не се сите тонзилити бактериски. Има најчесто вирусна етиологија, каде што крениците се приметува дека имаме болки при голтање и секогаш кога ќе се афектираат тонзилите, температурата веќе оди повисока, 38, 39, посебно ако е септококна инфекција, мада може да биде секаква бактериска инфекција, дури чести тонзилити може да направи и посебно во период на, да кажам, адолесцентиве, кога почнуваат да се запознаваат меѓу себе, Епштейн-Бар вирус, цитомегаловирус, и таа грлоболка, тие тонзилити знаат додат и со цервикална зголемување на лимфните чворчиња, тешко голтање и веќе на слика која што е продромална, која што е појака, бидејќи имаме и посилна инфламација, например ке класичната во наводници класична гнојна ангина, мада гнојни налепи може да дадат голем број на други микроорганизми, веќе имаме создавање на оние крипти кои се полни со гној кои што не треба да се стиснува, току тоа е резултат, тој гној е она, да кажам, борба на телото со голем број на полиморфонуклеарни клетки кои што го заробуваат стрептококот, но стрептококот ќе го потенцира, посебно еден бета-хемолитичен стрептокок од група А, стрептококус неерипиогенез, он има слични антигени структури кога телото се создава имунитет према бактеријата, кои што се поврзани со структури слични на срцето и на зглобовите.
па може кај одредени индивидуи тој пораст на титарот, нели, антицитозискиот титар, да антителата кога не го препознаат предизвикувачот, туку го самите структури на зглобовите, велиме, ги лизнува, срцето го гризнува, значи прави голем број на ендокардити најчесто, и залестосите може да ги оштети, го напаѓа структурата на собственото тело. Тоа е она компликација која што ние нарекуваме ревматска треска. Диферентна диагностичка треба да помислиме на Епштайн-Бар вирусот, бидејќи тој освен да кажам лифното ткиво, тонзилите, ја напаѓа исто така често и слезенката, и кај младите лица може да нарасне, да направи спленомегалија и треба да им се забрани мирување барем период од 2-3 месеца, бидејќи ако они активно спортуваат, што помине таа, да кажам, акутна фаза, си има ток самиот вирус, нели, и на субакутна, кај никој не де Боже оди во хронична форма, треба да се внимаваме, бидејќи ако се тие, а во тој период знаете децата се активни трчат, да не настане руптура на самата слезенка. Исто така цитомегаловирусот е честа причина и голем број на други бактерии, а кај луѓе кои се со нарушен имунитет, посебно луѓе кои што имаат, да кажам, и потешки болести кои што го афектираат имунитетот како што е ХИВ или голем број на хронични заболувања, малигни заболувања, автоимуни болести кои што мораме нели да ги третираме со имуносупресиви, значи буквално секој микроорганизам може да даде афекција и на фарингсот и на тонзилите. Исто така почетокот, значи гласилките, ларингсот, оној дел кој што пред да прејде сега во трахеата, во големата дишна цевка, е често афектиран. Некогаш и од аларниот воздух, од иритансите во надворешна средина, од професијата, да кажам, водители, луѓе кои што се во театар работат, се глумци со многу представи, луѓе кои што пеат во хори или се, нели тоа им е професија пењето, професорите на талентите, знаат да честата употреба да од механичка природа ги во наводници малку изморат гласилките, па да се јави онаа промоклост, но исто така е мета на голем број на... Или едноставно така воопшто да не можете глас да пуштите, така тоа е ларингитот. Но тоа е поретко, почесто се вирусите причина за чести ларингити, кои што буквално кај некои луѓе доведува да не може ни гласот да се слушне. Тоа е бидејќи се јавува еден голем едем на гласилките, едем кој што треба буквално во тој период да се одмори телото и да се препорачуваат тука соодветни инхалации кои што навлажнуваат исто и нос и ларингс, во кои што инхалации знаат колегите ОРО да уфрлат нели кортикостероидни терапија со цел да се намали тој оток и нормално пошто е вирусно нема потреба од антибиотик. Но некоја се случуваат сериозни бактериски инфекции кои што нели може дори да го загрозат и животот, но тоа за среќа се многу поретки. И како што затоа треба да се направи проценка кога, така, да се посети лекар и да се направат... Штирење на гласот максимално, бидејќи во тој период гласот не достига, бидејќи имаме ние протест на гласилките. Тие се потешко подвижни, седематозни, да ги одмориме. И нормално може нели соодветна суплементација со и најчесто навлажнувањето инхалацијата се тие кои што помагаат. Следен дел е трахеата со како дишна голема цевка, трахеити кои што дава силна надразнителна кашлица, бидејќи соодветни вируси, посебно вирусот на грип кој што често се симнува надоле, значи од епителна нос па надоле, од дишна цевка и ако ги зафати, а се шири и малите да кажам бронхи кои што се гранат, го носат цевчињата во дишното стебло, веќе се јавува, имаме еден бронхитис кој што пак велам најчесто има вирусна етиологија, но знаејќи хронично болните да се накалиме бактериска инфекција, веќе тука, освен високата температура, доаѓа на качица која што трае со недели. И доаѓа она, како што кажа претходната гледачка, но кај не се работи за акутен бронхит, него се работи за нешто друго. Свирењето во градите? Свирењето во градите, кој често се сваќа како воспалина на бели дробови. Не е тоа воспалина на бели дробови, туку тоа е она реактивност на запушување со секрет на помалите дишни цевчиња и кога издишуваме се појава оној карактеристичен свиреж кој што се слуша обострано, дифузно и кој што нели ние го нарекуваме дека има еден акутен обструктивен нели бронхит кој што е почест пак велам и кај малите дечиња, бидејќи таму се помали цевчињата, но исто така е чести кај млади индивидуи и кај да кажам возрастните, посебно луѓе кои што имаат од X болести, голем број нарушена
интегритет на епителна дишно стебло со нарушена активност на цилиите. Бидејќи, како што спомнав сега, вирусот на грип е многу честа ситуација и апелирам и ќе спомнам два-три збора малку повеќе за него, често знае да го издупи комплетно епителот, да направи голем број на бронхити, кои што знаат да завршат и со развиток на вирусна пневмонија. И интересно за вирусот на грипот е, многу е силен со симптомите неколку дена. Да не заборавиме како апел, пошто времето надминува за емисијата. Го препознаваме по симптомите, така дали е нагло почнува и го висока разликуваме од температура со настинката. една силна болки по мускулатурата, главоболки буквално и не кутнува во кревет сите и млад, нели, поводрасен пациент, но да знаеме дека освен со кашлање и со кивање, нели, се голем број респираторни инфекции, она што често апелираме, патогените преживуваат на предметите околу нас, на кваките. Ако искаш пример во рака, па фатам квак во јавна простојна работа, некој друг колега ја фати. Го шириме вирусот, така и тој може лесно да се пренесе. Допирот преживуваат некои до 24 часа, некои дури и подолго. Ние може лесно, допирајќи со нечиста рака, нос или уста, да тие ги пренесеме. Значи, апелирам на извонредна хигиена да се има. Второ, да се почитуваат оние редовни вакцинации кои што нели можеби нема да спречат појава на грип, но дефинитивно докажано е дека спречуваат сериозни компликации од болеста, посебно кај сите што имаат некоја болест и кај поводрасната група, да кажам, на пациенти, дури кај малите дечиња, и дефинитивно избегнување носење маски, и сега е време кога вирусите се шират лесно во колективите како градинките, како училиштата, и тие дечиња да ги пренесат болестите на нивните баби и дедовци. Така да вирусот на грип дополнително по 4-5 дена ако помине без компликација, се е во ред. Но пошто така го ослабнува имунитет одговор, така го штетува епителот, многу лесно се случуваат секундарни пневмонии. Освен што самиот вирус може да направи вирусна пневмонија, која што е многу тешка, ги зафаќа и алвеолите и посебно интерстициумот, просторот помеѓу нели тие дишни мурчиња каде што се прави размената на гасови, може да направи сериозни компликации кои што доведуваат дури до отежното дишење со пат на кислородната сатурација во крвта, да тие индивидуи бараат дури и механичка вентилација, одредени, не сите, значи прави една состојба која викаме акутен респираторен дистрес синдром, или да се накалемат бактерии од типот на стрептококус пневмонија, кои што ги има голем број серотипови, некои се толку инвазивни да направат сериозна можда пневмонија која што може да даде компликација од тип на загнојување, создавање нели на МПМ, создавање на абцеси или не дај Боже дури да направи и септична состојба, односно да бактеријата преку крвта се прошири до голем број на органи, а да се почнало значи со вирус на грип, кој што нели се најчесто нели два типа циркулираат А и Б во популација, а завршува со една состојба која што е септична и која што доведува на крај до една мултиорганска дисфункционалност, до откажување на функционирање на голем број нели на органи и ткива. Инаку ги делиме пневмониите на оние се случуваат во заедница како најтешки компликации, тоа значи на работно место, на улица, во школа, во градинка, и оние кои се случуваат во болниците. Тоа се две главни поделби и уште едно. Она што и претходно спомнавме, во време кога има инфекции, непотребно одање по лекари, непотребно зборам на нешто што може да се изрегулира. Бидејќи можете дополнително да накалемите некоја друга инфекција. Има и посебен ентитет, значи во тек на болничка грижа за нас треба да испитаме, пример, крв за масноти, за било што може да се одложи, да се направи тоа покасно кога ќе поминат пиковите, бидејќи има еден посебен ентитет кој што велиме пневмонија нели во на патека на болничка заштита, која што ние сакајќи нели да добиеме информација за некоја состојба која што може да се одложи, да на некој начин некривени должни се добиеме со друга болест која што може да заврши со пневмонија. Апелирам сите што во овој период кога има инфекции
мора да одат на лекар, без разлика дали се работи за болници со респираторните гоби или не, сите да одат во чекалниците со маска. И буквално, дури да помогнат во развиток на свеста, се заштитат и себе си, ќе ги заштитат и другите. А и другите. И кој секој без маска не треба буквално да биде нели во барем во чекалниците, амбуланта кога ќе биде или пак на места каде што можеби неодложно треба да бидат присутни. И да не забораваме превенцијата. Вакцини против грип се уште не е нели доцна. во кратки црти за превенција. Имаме и превенција, значи против најчестите стрептококни инфекции во облик на вакцини, ги има во центрите за јавно здравје, апсолутно апелирам да секој што е и повозрастен и без болести, бидејќи самата возраст делува лошо нели на имунниот одговор, да не се плашат од вакцинациите, апелирам да се редовно вакцинираат и здравата исхрана, колку што е можно, значи повеќе внесување на свежи продукти, внесување на да кажам здрави маслоти од тип на омега 3 киселини, внесување нели на цинкот, внесувањето на витаминот D3 и внесување на голем број на пробиотички живи култури преку млечно кисели продукти, бидејќи кога имаме ние здрави црева со здрави бактерии, верувајте дека и сме, да кажам, помалку подложени на инфекции. Да не се заборави проветрувањето на просториите, да не се заборави престојот на свеж воздух, посебно кога има сончеви периоди, а колку што може да се избегнува нели посета во затворени простори овој период. Доволно хидрирање на организмот и одмор и добар сон, така и тоа е исто. Дефинитивно. И борба против стресот кој како што може преку разни хобија, да не човек се слободи од стресот кој што го носи во себе, кој што го наслабнува имуниот одговор. Така, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас посакувам, значи лесни респираторни инфекции, полесно да ја поминеме зимата. Да се помине така. Секој добро на сите. Така, благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Мајте убав и пријатен ден.